Државата ќе го штити монополот на железница транспорт се додека земјата не влезе во Европската унија. Измените на законот за железнички систем со кои се одложува веќе донесената либерализација на железничкиот сообраќај помина на владина седница. За владата, овие измени ќе го заштитат железничкото транспортно претпријатие од конкуренција и од нови финансиски проблеми. Министерот Јанакиевски вели, во железница треба да се инвестира во инфраструктурата и во нови вагони, за подготвено да се дочека конкуренцијата по македонските пруги. Република Македонија како земја се уште не е спремна за нов оператор. Пред се Република Македонија треба да инвестира во мрежите на коридорот 8 и коридор 10, купување на локомотиви и вагони во делот на патничкиот сообраќај, дури тогаш ќе се овозможи влез. Инаку со последните измени во законот за железнички систем, кој веќе ја поминаа владината фаза, ставив одредба дека ќе се овозможи либерализација на македонскиот пазар кога Република Македонија ќе стане земја членка на Европската унија. Сега монополот за транспорт по пругите го има железница транспорт која поради економската криза и проблемите со блокадите на грчкото пристаниште, работата значително им се намали. Истата компанија должи околу 200 милиони денари за изнемување на пругите од железници и инфраструктура. За да заштеди на трошоци испрати 300 вработени на принуден одмор, а за 50% ги покачи цените на билетите. Минатата година, две транспортни компании побараа од Агенцијата за регулација на железничкиот сообраќај да им издаде лиценца за транспорт по пругите, но агенцијата на два пати ги одби нивните барања.